Морничаво и напуштено изгледаше утро во сумкатницата во која вчера се случуваше спасувачката драма. Станарите во молк чекаа да влезат во своите домови. Семејство по семејство надлежните ги пуштаа да ги земат непотребните предмети. Ноќта ја поминале кај роднини и пријатели. Сега мириса на чад внатре, ама немаше некои црнила, такви работи, ништо. Ја баш мислев дека ќе има нешто повеќе, пошто тука беше огарот, значи под мојот стан, ама за среќа ете се е во ред. Среќа жена ми беше излезена, пошто е бремена, да беше внатре ќе беше може и поголема трагедија. Вечерта кој каде што можеше приспа. Сега са бајлевове чекамо информација, дозвола за да можеме да влеземе по становите да видиме што е оштетено. Евакуацијата кој како седеја по становите тие што се на први спрат, втори побргу. Постари лица, деца на 7, 5, 6 становите повисоко беше тешко. Траеше со сати додека се евакуираја свите луѓе. Како се чувствувам? Многу возбудено. Меѓутоа и среќно што еве сме здрави и живи, тоа е најважно од се. Гледката кога влегов прв пат е страотна. Во заедничките простори и по скалите, значи не се влегува. Целосно е обгарено, да речам, со она од јаглен моносит, вратата цела поцрната од надворешната страна пред да се влезе. Меѓутоа во станот кога влегов, бидејќи уште вчера вратите ги отворив и немаше толку голем чат како што е кај што се случи напред на влезната врата во зградата. Меѓутоа има мирис на обгарено, на гареш, меѓутоа немам никаква штета. Подрумите кај што изби инсталацијата, пожарот кај што изби има премногу штета, увидна екипа го санира тоа, прави записник, се луѓето евакуирани по фамилии, значи нигде нема во центри, како пример во касарни или во градинка како што требаше вчера да биде. Медицинска помош им била укажена на 20 лица, меѓу кои 4 пожарникари. Од децата кои беа спасувани со дигалки врзани за јажиња, 3-месечно бебе и 2,5 годишно девојче се уште се на детската клиника во Скопје. Оттаму информираат дека сега се во стабилна здравствена состојба. Од Тетовската противпожарна единица велат дека и покрај примитивната опрема, несоодветна за спасување од високи згради, успееле да ги извлечат сите станари без да има жртви. Се поделивме на 4 групи, но најголем проблем ни беше тоа што требаше да се евакуират станарите. Бидејќи имаше многу фамилии, внатре деца што вриштеа, се створи една голема паника, но со голем труд, со надмаксимални човечки напори дадовме све од себе, значи тоа паника и тие луѓе да ги спасиме. И овдека морам да истакнем дека голема благодарност, една голема јавна благодарност до компаниите кои беа Унион Бетон и Голец Транс, што секогаш има на многу случаи на наши пожари со поголеми размери што ни се појавуваат, ни доаѓаат и ни пружат помош. Бевме успешни со ова опрема што ја имаме и што ја поседуваме, стара опрема, примитивна, да речем, што од многу години, има 20 години, што не е ништо више овде донесено, сем донации што имаме донесени од надвор. Станарите ги посети министерот за труд и социјала Диме Спасов, вети помош за санирање на штетата. Министерство за труд и социјална политика заедно со Центарот за социјални работи ќе им помогнеме на овие граѓани во насока на обезбедување на средства за покривање на штетата која што е предизвикана од пожарот, пред се да се врати струјата и да се санираат искршените прозори и исто така да се искречат влезовите. Дополнително, преку проектот се грижиме за топол дом, ќе им помогнеме на овие граѓани доколку имаат потреба од мебел и друга покупнина. Увидот траеше во текот на денот. Се уште нема официјална информација за причините за пожарот. Во шпекулациите е електричната инсталација. Станарите од Кула 14 се надеваат дека обновата брзо ќе заврши и дека наскоро ќе се вратат во своите домови.